Добре во За или против, јас сум Љупчо Светановски. Имам чест вечерва, мој гостин да биде Сотир Костов, поранешен јавен обвинител, истражител, аналитичар, колумнист, писател. Добре ден. Добре, Најдов. Добра вечер. Сотир, пред малку излезе информацијата дека имаме скок за 4 места на листата на Transparency International. Зборуваме за индексот на корупција. Споредбено со 2024-та, кога 24-та нели беше време кога беше под половина година под и повеќе од СДСМ, половина на ВМРО ДПМН. Еве сега имаме една конечно цела година споредбена на ВМРО ДПМН, имаме скок за 4 места. Опозицијските медиуми удрија као поените биле исти, работата е ко залаже, рок не лаже, сме или не сме 4 места, сме. Од 84-тото, односно 88-то, сме на 84-тото место. Подобри сме од земји од регионот и тоа од Бугарија, да речеме. Нели, од пола сме подобри, пата, да. Но, еве, имаме повторно некое раздвижување. Да. Велат, каде ќе ни беше крајот да имавме нормално јавно обвинителство и судство, но еве и така како што е, сепак имаме раздвижување на ова поле во позитивна насока. Љупчо, негативностите кои се таложиле со години во поглед на корупцијата и организираниот криминал не можат преку ноќ и за месеци да се исчистат. Секој напредување, ја вака ценам, секој напредување, значи јас сум присталица на чекор по чекор, фаза по фаза, што би рекле западњаци, степ бај степ. Секој напредување напред, подобрување на амбиенцата за сузбивање на корупцијата, на организираниот криминал, криминалот воопшто, мене ме радува. Секое стагнирање ме замислува, а назадувањето ме разочарува. Во случајов ја имаме првата варијанта. Имаме напредок од 4 места. Па многу јасно дека ќе имаме, бидејќи се создаде атмосфера за обелоденување прво на корупција од висок ранг, носители на врвни политички и државни функции, се процесуираат тие, некако во континуитет се тераат. Значи, првото заживување го даде полицијата, орган кој прв се разводи од зимскиот сон, после 7-8 години, орган кој прв прекина оние канали, наркобосови и така натаму. Другите афери, да не ги повторувам, кога сум гостувал овде, сме ги обработувале. И баги работа даде на обвинителството. Сега доваѓаме до обвинителството. Мораме да знаеме, ама мислам и знаеме, дека обвинителството е малку поинертно. Обвинителството е малку зачмаено. Обвинителството си има проблеми наназад 2 мандата, од Јовевски и Коцевски. Обвинителството не се реформираше. Обвинителството покажа голема послушност кон политиката и поклопување, тоа се вика покровителство. Значи беше поклопено од политиката и не ги гонеше работиве. Најавуваше и министерот за внатрешни и премиерот дека ќе бидеме изненадени, пријатно, непријатно ќе видиме, кога еден голем број на предмети што биле од полицијата, од финансиска полиција и другите специализирани органи доставени до обвинителството, скопско, државно, организиран криминал и така натаму, и кои долго време биле или неработени, или во фиоките, или поради Бог знае какви административни, технички пречки не сработувани и секи излегуваат на површина. Еве го напредокот. 4-4. Ајде до година нека биде дупло 8 места напред. Така да јас сум задоволен. Ти ги спомна опозиционите медиуми, па да, тоа е нивна работа, они морат ова сето сега да го амортизираат. И така е во право си да ги оправдаат парите што ги земаат и нека кажува дека тоа не е успех. Тврдам, по сите мерила математички, ајде да спомнеме математиката, ево и физиката движење, кога се движиш напред, напредуваш. Поточно, доаѓаш до некоја точка, од точка А во точка Б, која ти е цел. Поблизок си сега за 4 чекора, поблизок си за 4, да речеме, може би и нивоа, иако ниво е нешто поголемо, ама важно си поблизок до целта, сузбивање на подносливо ниво на корупцијата, бидејќи не постои држава без корупција, не постои држава која го решила проблемот на кронизмот
на непотизмот и на политичкото покровителство во институциите. Во оваа година и 8 месеци, не, и 6 месеци, имаме напредок. Ајде да видиме дали така ќе продолжиме. Јас сум оптимист и верувам дека ќе продолжиме. Сакал некој да призна или не, нели карванот се движи, некој треба, тоа му е работа, нели, да си лаја и така натаму, но спомна ти едно нешто кое што и вчера мојот гостин го спомна, а сето тоа е засновано на едно самозаплеткување на СДСМ. Спомна една работа, нели, во минативе година и 6-7 месеци, имаше една силна битка со наркокартелите. Да. Сега и таа битка се доби. Така се доби. Малку една причинско-последнична врска, која што, нели, така, не ја сонив, ми текна логицирајки. Ако расчистивме со наркокартелите, сигурно не целосно, но Беланоца и Грчац беа спастрени и факта и полициите и во МВР тоа се зборува дека се, нели, на колена па да ќе прцаат, ќе прават што ќе прават, не можеш така. Да, и не сум чул дека светските и европските наркобосови доваѓаат повторно да земат пасоши. И тоа е стопирано. Настрана, да. И тоа е стопирано. Но еве сега една работа која што така ми текна, нели, што се вели народски. Ако расчистивме како држава, односно оваа власт сега, расчисти со наркокартелите. Дали не е тоа директно поврзано со преку таа причинско-последична врска со она што ни се случува деновиве? Односно, она натрупана марихуана од многу тони. Сотир, ако дистрибутерот ти го нема, ти имаш компанија за јогурт, карикирам, така. Како ќе го носиш ти јогуртот? Ќе го правиш сирење, ќе го правиш кашкавал млекото, не ќе можеш јогурт и млеко да продаваш и ќе правиш, ќе трупаш, ама ќе дојде еден ден кога нема да ти држи веќе магазинот и што ќе правиш? Ќе продаваш ти и ќе продадеш и ќе те фатат како што ги фатија некој некаде, ајде да не зборувам, ама натаму ми оди целата приказка бидејќи е премногу логична. Не е ова теорија на заговор, теорија на заговор се базира на контексти кои што се вадени и ставени во контекст. Ова е контекстот е, тој се вика Македонија, се вика плантажи на марихуана, недостиг на дистрибуција, трупање на материјалот, обид, оние 5 тона, да го не може веќе, не држи плафонот, нели, видовме, 40 тона, а премиерот денеска рече дека ќе оде нагоре. 100 тона дека може би ќе достигне. Па 100 тона не е до Велес, до Гевгелија ќе биде една колвона. Не, загрижувачка е состојбата. Како гледаш на оваа можност, дистрибуцијата да е причина за натрупувањето на нешто? Не инсинуирам што. Причина, ама вака сега. Има нешто што минатите неколку дена лидерот на опозицијата Филипчи и неговите соработници ги избрав 3/4, упорно се фокусираат што работела оваа власт 2 години, како не ги открила тие 5 тона и како тие 5 тона поминале граница. Како расипана плоча. Сега ви кажам, немам детални информации, ама одбирам нешто од предистрага, одбирам нешто од истрага, одбирам нешто и од следење на можни сторители на кривични дела, на можни кривични дела, на конкретни кривични дела. Еве како оди тоа. Кога ти во државата знаеш кој ти се баве со недозволени действија, производство, чување и пуштање во недозволена трговија на опојни средства, дрога, прекурсиви и така натаму. И така натаму ти прво мораш да посматраш, да видиш како оди ланецот во твојата држава. Кога тој ќе го елаборираш, се спремаш да нападниш, да ги откриеш или инфлагранти да ги нафатиш во производството, во транспортот или во преминот на граничните премини. Ама, има нешто што се вика меѓународна недозволена трговија со дрога и ти соработуваш со соседните земји, соработуваш со меѓународните институции и сега видиш што чувме од север. Дрогата е фатена во магазин Крушевац ли беше? Крушевац. Таму ти биле замешани некои политичари или некои луѓе од БИА, таа е нивната онаа безбедносна агенција, поранешни, некои велат и сегашни. Тоа е вториот момент кога и другата држава има интерес дрогата да дојде до нив. Една од можните варијанти е
Дрогата е пуштена за да биде откриено силото во соседната земја. Ја не сум сигурен дека е ова варијант. Ама сега види го и третиот Ќе момент. оди во прилог количината, 100 тони не се за домашна употреба. Тоа Не, било прво за се пробува извоз со помала, на ама не е водници. мала 5 тона. И сега види, Така. сега ти се уфрлува највисокото ниво. ДЕА, Интерпол и останатите европски и светски меѓународни организации за прогон на криминал и особено на дрога, и вака ти викат, не чекајте, ние сега го чекаме главниот. Обично се луѓето од Латинска Америка, обично се луѓето порано од Албанија, Русија, обично се луѓето од далекиот, средниот исток и обично се некои босови кои моментално имаме информација, едни се кријат во Шпанија, други се кријат во некои нордиски земји. Кога ДЕА тоа ќе ти го каже, ти подзакочуваш и се договараш. Што е договарал не знам, ама види го ова сега. 5 тона фатени во Србија. Се уште не потврдат, велат, најверојатно е од Македонија, некои велат, нема можно ниту е една потврда. од Албанија, некој од Косово. Да. Овде јас кочам, велам, чекај да ги видиме информациите. Ама види сега, веднаш молневито, фатени 16 лаборатории или фирми, не знам, што се бавеле незаконски со преработка на оваа дрога на марихуана, канабис, и 41 или повеќе од 40 тона веќе се складирани. Лјупчо, каде е бе тука дефокусот? Каде е бе тука не водење? А најмногу Па не се гоне фирмите, преку знаеш, ноќ тоа да ти кажам. Чии се фирмите, односно блиски до... Сите кон кланот, јас ќе Така. си дозволам, кланот Заеви и блиските до Заеви. Сега ќе ти кажам како го знам ова. Едно неле поминав цел живот, работен век во некои истраги, а второ, не заборави дека првите лаборатории на производство на катран, на слично нешто, на канабисот, слично реков, е во Кочан и Кочанско и Виничко. Јас тогаш сум бил приправник, стручен соработник, заменик, јавен обвинител. Јас сум знаел како се гонат, па ги посматраш, па ги чекаш и ги ловеш, велам. Или инфлагрантни, или чекаш. Ние накупци, прекупци, еве ви кажам, од Вевчани доаѓа, од Стругани доаѓа, ги ловевме на лице место. Изборувам период 80-88 година. Значи ти мораш со еден, тоа како се вели ловџиите, со еден куршум, повеќе зајаци да фатиш. Така да, не држат. Ги жалам нестручни се, ги жалам неуки се. Фатена е дрогата во Македонија. Македонија за добар дел е исчистена од марихуаната и сега пази, толку ли сме ние бе лучо болно општество, медицински канабис, 41 тон или повеќе од 40 тона. Па испаѓа дека сите ние сме болни, неле медицинскиот канабис. Туп излезе информација, не е тоа, Не е туку медицински. со преправање на правилниците, со правилник не смееш да регулираш. Со правилник се дава постапка, се доразработува регулираната материја во законот, како процесуално оди, како организационо оди, како временски, како просторно се решаваат работите во сите области. Они со правилник си зеле, последниот министер го кажа, реков вечева со имиња нема да одам, не сакам да наштитувам на евентуална истрага, го пременил тој и тој член од правилникот и овозможил неквалитетната дрога, неквалитетниот канабис, кој не ти се прифаќа за медицински краен продукт во Европа и светот, ти да го произведуваш и понатаму и сега по закон си должен да го уништиш, ти не го уништуваш и ќе ти се најдат 5 тона во Србија, а на 40 тона со можност тоа да биде дуплирано во Македонија. Види, Македонија е мал пазар. Затоа се пуштени, ако се пуштени, или е дозволен протокот да оди во една држава која има многу поголем пазар од нас и за овие работи, ама и која е поголема трансферзала, да не ги кажувам сега трите рути балкански на дрогата како оди, бидејќи можеби интересот, тука велам можеби, интересот на ДЕА, на Интерполе, некои поголеми зверки да ги фатат, од овие нашиве домашниве. Јас вака велам. Домашните фирми се откриени, и правните лица и физичките лица. Сега, кои се процесуирани, како не знам, немам информации, приведени, на притворени, не знам. Во Србија се фатени
Немаме информација дали некои меѓународни босови се во игра, фатени Може или и ги со следат. наши И пасоши, јас да. тука имам satisfaction, имам сатисфакција дека и ова голема количина на дрога е фатено и за подолго време Македонија е исчистена, па извини ако сакаш и од медицински канабис, бидејќи тој е неквалитетен во Македонија. Моето поимање е така. Уште еднаш велам дека ми е жал за опозицијата што неосновано зборува, дефокусира и едноставно се брука уште еднаш. Најмногу заради тоа што оној кој што го остави тоа кукавичје јајце, наречено марихуана бизнис, творецот знаеме кој е, нека не кажува, не знам бил тој оној, знаеме кога се изгради првата плантажа, кога се градеа другите, кој ги добиваше и како ги добиваше, така што кој ќе кажа тие нешто околу тоа, јас ги велам марихуанотворна, не државотворна партија, нели? Настрана што ова што испаѓа сега е не оделе по стандардите, па им останувал, па го буткале таму каде што не треба или очекувале да го бутнат таму каде што не треба. Ако ти текнува, имаме и тука еден многу интересен историјат, во моментов ми текна, па имаше една заплена и ни вратија едни отровни корнишони кои што не беа според EU стандардите, па ги вратија нели хрватска граница или каде беше. А началникот од Прилеп, да. Шоферот на Заеви, да. а неуспешниот трансфер на дрога Деа, кога не соработуваше со нив, со таа власт, со таа полиција, бидејќи полицијата била инволвирана, а сега соработува со оваа власт, со оваа полиција, со оваа обвинителство. Не сум спремен, податоците не ми се средени, викендов бев во Струмица и Струмичко, бев во Муртино, бев во Робово, бев во Банско, си направив ја некои извидувања, инаку бев на мало лекување на дискус хернијата и на коленово, на ногава, а морам да ти кажам дека таму има една чудна психоза. Луѓето се малку подисплашени, ама оние така посвесните велат, конечно се ослободихме од марихуаната, абе ние тука вика произведуваме пиперки, патлиџани, крставици, а не марихуана, дури се запознав со некои луѓе така што го произведуваат на топлата вода и ми беше драго, ама тоа ќе го објавам кога ќе бидам спремен за тоа. Ми беше драго што има луѓе кои сакат, а пази, два-тројца запознав од странство дојдени повратници, инвестирале и произведуваат, и сега ние Струмица ќе ја знаеме, Муртино, Ново село, ќе го знаеме по производство на медицински никаков за нигде канабис, а златно земјоделие имаме. Овие два тврдена малку така, происпитав некои работи, на прсти се бројат тие фамилии или ограноци на таа фамилија што се бави со ова, се има честни земјоделци кои си го заработуваат лебот многу честно во Струмица и Струмичко. Босилово, да генерализираме тоа. Се покаже и на изборите расположението на народот во Ново село. Бронхи лесно се полесно се диши. Така и Василево и сите тие кои што наводно беа напротив, претпоставувам било преку глава од локалните чауши, знаеме и кои се и тоа да се важат. Зошто опозицијата не сека да спомне бројката 41 тон? Македонија е премногу мала. 5 тона им се интересни. Премногу мала за 41 тон. 5 тона е многу. 41 тон. Право не сакам да кажам цифрата колку кошта тоа во трансфер, а колку кошта на улица. Кога оде до крајниот потрошувач. За тоа треба голем пазар. А рачунај ти од кога се воведе, 17-18 се почна, 18 или грешам, не е битно, ево, за време на минатата власт, за тие години што не е истражувано, тие години што работата била покровителство поклопено, колку е произведено и колку е изнесено. Ајде да го видиме тоа. Грчец работеа со полна пареа, така? Не чув кој? Бела Ноца и Грчец. Па тоа е тоа. Ето, визави... оној што го спомна ти Чипсио, кој што беше фатен во акцијата, нели? Прилепскиот командир, меѓу другото, соработувал со истите тие кои што потоа беа фатени заради кои што Деа не учествуваше, потоа си направи собствена акција за која што постфестум ја извести тогашната влада на Заев. Да, за да не ја компрометират, односно да не ги на кодешот кој што беше во планина, фатија 5-6 дилери, наркобосовите фатија штрафта, джафта што вели народот, нели? Така што сите работи се поврзани и најинтересното од се, никој немаше да се сети во моментот на Деа, самите СДСМ излегоа и рекоа СДС, Деа комуницирала наводно со Македонија и со Србија.
Аха, А зошто со вас не комуницираше? Веднаш се запрашаа сите и што е, знаеш, поинтересно. Втор ден го вергоа тоа одговорницата. Нема што. А што правиме не сватија убиствата дека во се Стара Чаршија, во Чаир, во Грција, Да. последица беа на разрачунавање финансиско и дрогата кој ќе го дели колачот. Јас сега не гледам такви работи. Така. Ама тоа уште на почетокот се сузби на 24-та, 25-та. Дали ова што ни се случува сето сотир е всушност нешто што го знаевме од самиот старт на почетокот на приказката за однив посакуваниот марихуана ленд, нели, така наречена Македонија. Сите знаевме дека таа марихуана нема да остане за медицински цели и дека ќе заврши онаму каде што не треба, односно ќе заврши на улица. Сите предупредува дека овој систем и тие политичари и тие луѓе околу ни се знаеше кога се прави нешто очигледно дека има некаква си умисла, нели? Но сите знаевме, еве се обистини дека така заврши нештото што предпоставуваа сите дека така ќе биде. Никој не беше Ајнштейн. Беше многу логично, имајќи предвид со кого си имаш работа, како ќе се одвиваат работите и замисли и се одвија така. Лјупчо, кога почна човекот, премиерот тогашен Зоран Заев, да се колни. Ајде во воздухот што го дише, ајде во дедо му, баба му. Кога почна да ги спомнува децата, кога почна да ветува дека нема да го смени името, ја почнав да анализирам психолошки што не очекува. Човекот одма ни ги стави спогодбата со Грција, договорот со Бугарија, да ние кукаме, да ние протестираме, се бафтаме со тоа, а делот каде што криминалот се обавува, му стана малку бришан простор, си намести своји луѓе, Струмичани, Штипјани и други во полициските структури, си ја стокми работава и почнаа и со ова хоби на дрога производство и со плячкање на нашите ресурси, Рекбитола, Тец Неготино и други. Сите околу него и да не е тој лично. Ние касно се свестивме и тогаш свативме зошто овој е обвинител Јовески, да. А зошто од озгора на тога, сега ќе те насмеам, Да. па дојде Коцевски. Тогаш ги поврзавме работиве луѓе што сме малку поискусни и свативме дека перманентно, ај што е плячка на државата, касата, многу криминогени врски се поминати низ Македонија неказнети, ама тука спојката е со Дуи. И тука веќе доаѓа, темелите ги постава Заев, тука доаѓа Ковачевски. Се има возможи на Ама знаеме бандите од Грчец и Бела Ноца, па знаеме ентитетски национално, ај сега да не навлегуваме. Да, сте си кажал, со еден збор од 3... Така, и во кои места беа стационирани и зошто беа и некој работеше од едната страна, другиот од другата, тоа беше повторно натиго, дај ми го, ајде да не се лажеме, нели? Абе види, че вчера во едно студио, 2-3 пратеника ги гледам, од уста не вадат, ние сакаме по законот ова сега за полагањето на нотарскиот испит или адвокатскиот и на албански јазик и 100 пати го снопчи и екипова, по законот да се работи, по закон. Сега вака да прашаме пред целата јавност, Лјупчо, абе овој Али Ахмет и неговите внуци по законот ли ги сработија тие пари што ги сработија да возат такви коли, да имат такви имања хациенди, да имат сорави, да имат бизниси, 10 милиона на ало да ми дава некој мене од Америка и така натаму. По закон ли е тоа направено? Еве, ја враќам сега. По законот ние бараме, по законот ние бараме. По кој закон? Има една Некој што им штипска го изрека, даде некој. по законот. Да. Па не е по законот. Прво тој закон беше врачка за да не чепкаат Каде таму е и груби? за да не По излезат законот е од одсуден. влада. Беше негативно оценет од Венецијанската комисија дека не треба да се воведе, да се прими како таков за тоа што е нелогичен и сега тој закон ќе ни го набиват. Повторно уште едно кукавише јајце оставено од До Балчак. волументата, Баш ово исто кажеш. како бугарскиот така наречен француски предлог, исто како преспанскиот договор, марихуаната, сето они што они Ја направив го остави. анализа 20 Судството, правосудството, и 4 закона се министерството. сменија за тој Ајде да закон. не се лажеме. Во сите области. Абе, нема да се употребува беро вамо таму, се испадна лага. Па еви ти преварант.
политички Дон Жуан, како да кажам, кога дипломатски Минхаузен, бидејќи он едно време и дипломат беше, кога шеташе по странство, ама и политичар, и на крајот бе реформиста на судството дојде. Тогаш ме апна мене змија. Аболициран човек вратен од капиите од пред затворот, од председателот, човек од катица рускоска и кацарска повторно за мито, помилува на еден начин, обвинението повлечено и тоа на многу коштаперски начин. Во друг предмет виделе, доказите од овој предмет за Заев биле во контрадикција со другиот, а другиот предмет во предистрага. Треба доказот да го изведеш пред суд, да е он валиден, да е он веродостоен, да е он базиран на аргументи и на факти. Така да тие обвинителки, мислам, треба... не сакам да зборувам, значи, ја скрнавија обвинителската функција, ама си го помилува, едната си отиде во Уставен суд, судиката, друга да покажа некоја непослушност при крајот нешто. Откако шиканира и тргна. Кога, она што велеше низ гаки ќе ви истресам, кога се закануваа на судиите честни и нечестни, и другата заврши како што заврши пред време, ја процесуира дисциплински, ја сменија и ја испратија у пензија. Ама така е кога ќе си послушник. Или си на врвот, или доле те газат сите. Нема, а со своја глава кога ќе размислуваш, може само да те отстранат, ама ќе дое време ќе проговориш. И така ни се роди Лејла. Значи, знаевме ние за Мустафа Лејла. Хајрулахи, лично кај мене, потоа кај колегата Богдан дојде Лејла и кажа работи токму за ова што го зборуваш, кажа и за СЈО, и за модуларната, и за Панчевски, и се исто така, повторно ќе кажам, сето го знаевме, што сме ние нека Ајнштајн нација, сите знаевме дека СЈО е такво какво што е и тоа што го кажа таа, но беше многу убаво кога ќе слушнеш од прва рака од човекот што учествувал во тоа. Знаевме за модуларната, виновник беше кабелот, па двајцата лекари испадна. Се сеќаваш дека ја и ти единствено у студиото кабел извадовме? Да, се сеќам. Што не е јасно емисијата. Так, да. Види, еве сотира да го баталиме, аутсайдер е, па и не е некој фактор. Лејла е инсайдер. Почитуваната колешка обвинителка, а зборувавме во една емисија дека ги отстранија без образложенија две обвинителки. Значи, Лејла после овие изјави, тоест веќе треба да е во обвинителство да и се зема исказ на изјави. Први, тоа се вика она екс официо, она почуен глас, ама овој пат глас од бивши обвинител до вчерашен, од сегашен адвокат. Ако е лага, лиценци зимање тија, не е лага. Господјата се знае, еден дел и јас ги знам, затоа прв пат сега после толку време дојдо пак со некои документи, сме ги спомнувале, а сега ако имам време малку ќе ги спомнеме повеќе. Господјата треба многу сериозно да биде сватена, дали од ведето сега, дали од новите обвинители, треба да биде распрашана, ама до темел, до коска, и таму тврдам има основа за неколку постапки да се водат, не за сите обвинители од СЈО, ама за оние 5-6 најекспонирани и кои се спомнуваат секаде во сите области дека мешале прста, веќе треба да им се поведе постапка. Дали ќе се направи, ја не знам. Патот на парите. 4,5 милиони евра. Каде отишле, како отишле, зошто отишле и зошто не отишле. Девојката од жената од девојка од $1,000,000. Така велела Катица. Ама вака има и една друга изјава. Јас сум најмокната жена, не ми е гаеле, ќе видите вие, сега ќе ти кажам како го знам тоа. Беше бели, беше позади неа Заев и Ќе ти кажам. Што? Ексклузива вечера ќе ти дадам за СЈО. Датира негде од 17-16 година. Повели. Им смета еден човек против нив. Се искажува него мириса, тоа она. Користат криминалец докажан, кој полицијата го гони да го прати во одржување на неколку казни, тие и неговата фамилија ја користат да нуди мито, подкуп. Доаѓа човекот кај човек избран од владата на одредена функција и ми вика заврши ми ова работа во Врховен суд, 10.000 евра. Човекот одбива. Вика не можам, право не се бавам со тоа, второ немам никој Врховен суд. Овој човек што му е понудено мито оди кај Зврлевски. Починате, ама другите не се починат. Му пријавува
му пријава. Зборовски ја вика Гешовска. Ке ти дое човек, ке ти сослушај го, отвори предмет. Човекот оди кај Гешовска, обвинител на Скопското обвинителство. Го сослушува, го вика еден од обвинителите. Знаеш кој го вика? Јован Цветановски. Да. Му вика овој човек, работи со него, земе му исказ, ке видиме што понатаму. Човекот дава искази. Дека тој му нуди тоа, се зема предметот, окей, човекот си оди. Знае дека обвинителството е малку тромо, споро, не е брзо. Так. Пријавува у полиција. Кога слушат за кој се работи, вика тој го бркаме со години, бре. Не можеме да го најдеме у затвор, да го пратиме. Го штитат одредени кругови. Кој ќе ти се јаве му велат на човекот, јави ни нам. Овој се јавува пак. Да дојдам нешто, да докажам до она. Човекот прифаќа, му нуди пари и то пази. Така ми е кажано, нови, новцијати, уплик, тоа само државен орган такви пари ти нува, тоа се обележени пари, тоа се пари напрскани и така натаму. Овој го одбива, си оди, полицијата го фаќа. Го фаќа за да го однесе, не за ова дело. Треба да лежи во затвор. Да. По известно време овој го среќава на некоја ноќна бензинска пумпа, му вика, еве, јас сум пак на слобода, ме спасија, тие што ме употребија, ме спасија. Кој ти е пазар? Па знаеш, Катица. Пази со што се служеле. Да. Ова најодговорно го кажувам, бидејќи такви и слични работи имам во овој тефтер, 10 на број на бележани. Јас и ти еднаш пред 4 до 5 години во емисијата Што не е јасно, почнавме ова да го работиме. Овој материјал ми е даден од еден од обвинетите, материјалот е на 60 на страни, каде што има имиња на обвинети, имиња на сведоци, кои се уценувани, на кои им се закани давани, имиња на адвокати кои се уценувани, па се откажале да бранат. Кај што има вештаци и агенции кои немале лиценци и не биле регистрирани, а вештачите немале лиценци, ги користеле нив за да некој предмет го понапредна фаза го дадат, и има неверодостојни такви, значи, вештачења. Има предмети каде што сами правеле докази. Значи, има предмети каде што докази оригинални ги тргале таму некаде во еден случај на тој еден што беше вработен во разузнавање, Еленко му беше, мислам, адвокат, го затвориле, а доказ веродостоен дошол, го скриле. Криење на докази правиле. Има зошто е избран оној директорот од 7-мо место, а не од прво кога бираа на кривично, кога го менуваа Панчевски. Се е точно леле да се каже за Панчевски. И се они гледа како работеле. Само за да им минат работите се незаконски. Пази, докази незаконски набавени, тоа кај нас поминува некако, ама и докази неоригинали. Па ова второва не поминува. Доказот мора да е оригинал, а они копии ставале, бидејќи овие агенциите биле такви какви што биле, и сега знаеш како, ова им вршело од агенцијата за вештачење, ама им викал, керка ми усеја, ќе ми ја вработите. Се, ја имињата решив вечерва да не ги кажувам, бидејќи очекувам, ако пред 4 години, кога ова го дадовме на една екипа во обвинителство нешто да направат, ништо не направи, сега да подкрепиме Лејла, да кажеме дека и ние новинари, еве јас сум некој истражувач, јас сум во пензија, сме имале докази, сме нуделе, не сакат да поведат постапка. Ја едно ви тврдам. Ова господја е многу храбра, паметно направила што на времето не го истрошила материјалот што го има, бидејќи ништо немало да оде. Сега се одважува, браво за храброста, браво за нашиот колега, ја поддржуваме. Еве тука има материјали, нема да читам, нема да правам, да не го компромитирам материјалот. 10 работи мојата маленкост анализираше, незаконски направени од Катица, па до негде 6-тиот, 7-тиот јавен обвинител, ги имам по имиња и ни вечерва нема да ги спомнам. Ама сега нешто ќе алудирам, алузија ќе правам. Еве ти го Јово Цветановски зошто го процесуираат. Една од причините. Тој ги знаел и од друга страна дека се незаконски работа, дека се нечестни, дека се такви личности и карактери, и сега
имал таа луда среќа, значи несреќа, му паднало него предметот за 4,6 милиони евра што си лапнале, си ставиле у джеп, незаконски, против устав, против сите и морални стандарди, ако сакаш, и ово не чини, и ово е под дисциплински постапка, и ово кривично гоне, истата обвинителка и него и Хајлурахи Мустафа ги гоне, корумпирана од пета до глава. И не и за вечерва нема да го кажувам името. Очекуваме некој обвинител да се одважи да не викне, да кажеме како работат у Штип. Зошто двата обвинители се дадени на иста обвинителка у Штип да ги кривично гони, а послушниците од Гостивар и Јово и Мустафа дисциплински ги решава. Едниот се одважи, си отиде у адвокати, ама која е последицата? Двојца квалитетни обвинители не конкурираа на сега распишаниот конкурс. Не велам дека понуденото не е окей. Очекував малку поширока база, повеќе кандидати, поголема конкуренција. Ама, ајде да видиме што ќе биде. Се заборава, трагот баба што ќе го остави, не се заборава, ја беа толку неискусни, толку неуки и неумни, забораваа дека потрагите тие луѓе што се искусни ќе им одат и ќе им откријат се. Сега да видиме како ќе се бранат. Тој беше јавно обвинителскиот дел на корисните идиоти употребени во тој дел. Во политиката имавме други, но поширока е сликата во тој јавно обвинителски дел. Истото сведоштво, мислам во истата емисија од Лејла Кадриу, во врска со модуларната болница, па кажува како грозно јавното обвинителство работело. Како се појавило оној што не требало да се појави, зборуваме за Јовески, како се одвивала целата постапка и за сите наводи кои што биле и сугестии, сработете го ова вака, на правилен начин, некој се тргал, некој не чинел, го тргале од истрагата, па поставувале други, кој се вмешал од самиот старт, се појавил и нацртал таму, знаеме, повторно тој на буквата Ј, кој што го наследи оној на буквата К. Да, таму е умешен и подпредседател на влада и министер на влада тогаш. Така. Има две работи јавноста што треба да ги знае, добро што ме потсети. Двајца обвинители делегирани од Јовески за модуларната, Коцевски ги искористили во Кочани. Еве тие почетната збрка во Кочани зошто е. Имињата не им ги спомнувам. Некоректно е сега да ги спомнам. Еве тие истата шема. Вештачењето од екстра агенција од Германија ставено во ФИОКа, не водиме постапка за вистинските сторители на кривичното дело, поради кои се случило пожарот во Тетово во модуларна болница, ќе ги гониме директорите. А оној докторскиот и оној како беше финансовиот, економскиот. Нив ќе ги гониме. И кого ќе спои, краток спои струјата, утикачот и ова. Ајти се мола. 30 милиони евра. Не само за таа, за 10 што чинеле 300.000, да. Го објасни, кога кажа не може така, имало стандарди, ама еве зошто се правеле модуларни. Некој да заработи, а пази за во Тетово нудиле спрат. Еден или два, празен, еве ти болница. Не, тогаш немало не мора да има контейнери. За да се трошат парите. За да парички се зара. Така да, пазите, животите во Кочани со гина не се поскапи од оние животите во Тетово, да се разбереме. Еднаш мене ме расплакаа децата од Тетово кои рекоа можеби различен јазик збориме, ама исто плачиме. Така да мора и ова кривично дело да биде активирано, особено она второто, каде што Јовевски го има поклопено, и да видиме, ја јавно кажувам. Како оној пат, мислам, кај Бетменот беше кога дадов вештачењето врз база на кој сака и ги осудија и нашиве луѓе од 27 и оние инспираторите, ама не им успеа, дека вештачењето покажува дека сведоците што дале лачки никад не биле таму кај што кажуваме дека биле. Јас ја вака велам. Каде е вештачењето, нека излезе на светлината на денот за модуларната болница од германските експерти направени. Па доваѓаа луѓето овде, се трудеа, па работеа, па се вратија во Германија, па дадоа се од себе, вештачењето скриено. Нека излезе експертизата, нека се виде состојбата, нека се виде наодот, нека се виде мислењето, да видиме дали се овие двајца, господа, криви и виновни, они можеби за некој здравствен дел имаат некоја вина. За пожарот, еден министер, еден подпредседател и еден председател на влада. А во долните ешелони луѓе кои
после пребегале од министерство, отишле во фирма приватна, да се скријат, па биле наградени, бидејќи подпишале некои, сега веќе оддавам некои работи. Да. Подпишале некои ситуации дека се според закон и според стандарди, а не биле ни според закон ни според стандарди. Па овие нови обвинители ќе имат работа, да ти кажам. Так. Имаме уште многу теми за отворање. За жал, би рекол, на оваа тематика, но ги имаме. Со нас е Сотир Костов, се раѓаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Сотир Костов. Сотир, во првиот дел се занимававме со многу црнила кои што беа во Македонија и се уште за жал ги има, чии што 5 на црни треба да се расчистат ако сакаме да одиме напред и не можеме да ги ставаме работиве под тепих. За жал во минатите 7 години пред доаѓањето на новата власт се ставаа, се трупа и тој тепих растеше до ниво на експлозија или емплозија, што и да биде. Но една работа која што исто така ја тишти Македонија веќе 30 години. Зборуваме за 30 години од атентатот на претседателот Киро Глигоров. Токму денеска се одржи една конференција на таа тема. Ти беше присутен таму, да. Но Сотир, многу прашања, 30 години потоа остана отворени, неодговорени, многу прашалници. Лучо, можам да кажам моите комплименти за организаторите на конференцијата, тоа една академска екипичка, Љубомир Гајдов, Цане Мојановски, Гордановски, Цветан Ликамп, безбедњакот, моментално не ми текнува, прекрсно се организирале и ја стават на дневен ред оваа тема, што им е предложеток од пред 15 години, истата тема, само 15 години, каде што рекле мистерија или ад акта, а денес лајв мотив им беше кој и зошто пукаше во безбедноста на што туку независната Македонија и апострофираа председател на Република Македонија, врховен комендант на армијата на Република Македонија. Нам ни изгледа судбина, Љупчо. Ја бе посматраш денеска одговор, решив да не дискутирам таму, ама вечера ќе си ги искористам моите 3 минутки, 5 минутки, да си кажам моje мислење. Значи, моите комплименти. Одма да кажам, судбина ли ни е нам, едниот председател за малку ќе ни го убија, еден лош збор, ама го осакатија, другиот председател ни загинал авионска несреќа. Многу во првата истрага, да. По сомнителни околности, се согласувам, првата истрага забашотена, скриена вистината, после 3-4 неуспешни обиди, втор пат е отворена, втората завршена, откриено се, почнува да се објавува, доаѓа заев со бомбите, екипата одлучува да ги прекине убивувањето. И сега ќе направиме една споредба. Денеска, најодговорно тврдам, таму имаше присутни професори, поранешни сегашни амбасадори, безбедњаци, експерти. Со 5-6 од нив сум работел на истрагата на Трајковски на авионската несреќа. Денеска ги слушав сите дискусии за мене беа плодни. Беа различни, ама плодни. Од неколку дискусии има елементи и индиции рамни, да не речам на сомневања, како е направен атентатот. Јавно од одговорни експерти, научници и професори, намерно нема да ги кажам имињата, за да ако се отвори истрага, мора да се отвори за председателот Киро Глигоров истрага, да видиме зашто тогаш не е истражено, е кажано дека непосредно пред атентатот се направени 2 кражби на експлозивен материјал, динамит, како се вика? Така, и на детонатори. И детонатори од Министерство за полиција и Министерство за одбрана. Да. Поклопено. Нешто што се криеше. Се криело. Тоа е многу министер еден, министер друг. А еве ти е првата трага. Тој ист бил со експлозијата. Еве ти е прва. Нема теории на заговор. Да. Нема теза чешка врска, мултигруп Бугарија, српска веза. Не. Ја као професионален истражувач цел живот во воздухопловство и во обвинителство и адвокатура, јас одам по материјалните траги и се одиме на местото на случување. Мерцедесот веднаш трган, а со шмрк калдрмата беше калдрма. Не, да се зима.
така обезбедено, ама некако што треба. некако Видовме што кој треба се шеташе Да. и денеска на снимките видовме. Ама ти да ги измиеш трагите на местото на злосторството. Една дискусија вака вели, тероризам, да, се согласувам. Антидржавен тероризам, а сето криење е државен тероризам, да ти кажам, на фактите. Значи, многу внимавам што зборам. Друг дискутант кажува дека како одговорен втор, трет во хиерархијата во безбедносната служба, накнадно слушнал како некој келнер од Бристол го видел лице А, го видел лице Б, едното било со токи-воки, другото било со не знам што, телефон комуницирале. Утре дента, значи, рутата ја комуницирале, ја гледале. Значи, за ден-два се слушал атентатот. За мене, и ова кажува нешто, факт е дека има повеќе проток на време, ќе се најде прво да видиме дали тој човек е жив или овој човек што кажува малку по-конкретно на полицијата и на обвинителството и на судијата на претходна постапка да им даде информации. Пак зборувам за траги од прва рака, не зборувам за тези. Имаше дискусија четврта за констелацијата на политичките односи, па многу јасно. Многу јасно, независна држава која не е по кеф на некој од комшиите да ни направат криза, како ќе ни направат, ќе ни го убијат првиот човек. Значи, тука сите се подсомнеш, и миња нема да кажам на државите, ама точно е дека со пукањето, со атентатот, со експлозијата на Мерцедесот врз првиот граѓанин на Република Македонија, Киро Глигоров, се пукаше врз Македонија. И едно од лајт мотивот им беше кој и зошто пукаше во безбедноста на независната Република Македонија. И Лупчо, абе чекај бе, тој е председател на држава бе. Не мора да го сакаш, не мора да го почитуваш. Да. Ама тоа е институција. Значи, тоа е тмурни времења во кои што таа година, знаеш мене што ми е гледано од страна еве како новинар. 95-та се носи првиот најпонижувачки договор, први не промената на знамето од истата гарнитура. Да. Потоа следи најпонижувачкиот договор, тогаш после следува уште попонижувачки за наша жал, спроведени повторно од истата каста. Сега 95-та се прави тоа, тој договор за онаа привремена референца поранешна Југословенска република Македонија трла баба лан да ја проже дан, велат северните ни соседи, и го прифатија тоа, требаше да биде привремено. Беше привремено се додека него сменија уставното име и го наметнало на другото, тогаш се избриша таа срамна референца. Се случува тоа годината кога е атентатот врз председателот Киро Глигоров. Атентатот во широкиот контекст. Има и политички мотиви. 2004-та имаме уште еден неверојатно срамен чин, се вика територијална поделба, која што е организација, повторно трла бабалан, каква организација, поделба. Тоа е за ова другото, за авионската. Ова е со Борис Трајковски поврзано, што пиеме од дистанца гледано. Сега да го кажам, за мене денес што се случи најбитно. Иако и ова што го кажуваме битно, се трудам од сите. Од еден професор имаше многу голема елаборација, многу добра и научна и стручна експертиза, што е пропуштено, што не направиле нашите служби. Тука се безбедносните служби биле ко швајцарско сидење, ништо не направиле, начело со министерот за внатрешни и министерот за одбрана. Оставка, а беше награден за министер за надворешни работи, перјаница стана. Да не кажувам имињата, беше едниот награден па министер за надворешни и кога доаѓаше од нордиските земји вика има вика турнија ко Rolling Stones. Абе што да ти кажам? Што да ти кажам? Ама гледа што е најважно денес. За прв пат јавно во интервју снимано, публикувано на званична конференција посветена на атентатот, единствениот обвинител кој отвори истрага, работеше на истрагата, Ставре Джиков, дава интервју 20-25 минути и дава факти релевантни за атентатот. Лјупчо, една минутка, повторпат во твоја емисија, ќе бидам замислен обвинител. Значи, јас сум обвинителот на Република. Јас сум обвинетиот тогаш. Не знаеш што ќе ти кажам. Значи, одма ќе набавам, ја и ќе ги замолам организаторите да пратат на 3-4 адреси се што се случуваше денес, одма ќе ја набавам снимката од интервјуто на Ставре Джиков и Гајтов.
ќе ги набавам дискусиите, снимани се, и слика и тон, на овие учесници. Ја не учествував, значи, не да се фалам или било што, ја само посматрав. Ќе ги набавам дискусиите, во сите има конкретни траги за материјални докази, има индиции и има основи за сомневање за овие тезиве, која држава шо, која групација, паравоена ли, параполициска ли, ама и кои групации од дома се спомна. И ја ќе кажам, овој обвинител нека ги прибави тие работи, нека формира тим, нека анализира. Така направивме со истрагата повторна и успеавме после 4 неуспешни обиди за отварање да отвориме за Трајковски. Нека го формира тимот, ама да биде повеќе видови експерти направен, нека анализираат све, нека видат има ли нешто во полиција. Знам дека има едно CD, од порано. Нека видат што има во судија, имаше на судика, водеше истрага. Ништо од таа истрага. Нека ги земат и тие материјали, мора да има нешто. Јас ви тврдам, поучен од ова што се случи 2004 несреќата или перфиден атентат на Борис Трајковски, значи авионска несреќа или нешто друго, дека после толку години, ако тоа беше 2004, ние почнавме 2008, па 2012 на влада ни се усвои предлогот, па 2000 истата година 12 отидовме у Босна, нивниот министер отвори и до крајот на 2014 во јануари 2015 ја завршивме истрагата. Сега тука е малку подалеку, тука е 30 години. Ама господа во овие исти организирали 15 години ми рекоа имат публикација. Нека земе обвинителот и таа публикација. Јас ви тврдам дека ќе се најдат доволно материјални основи, траги, кои можат да бидат издигнати во докази, за да видиме која од тезите од заговорите на како беше на заговор се најблиски до вистината. И ќе се прочита 10 пати книгата Македонија е се што имаме од Киро Глигоров, на мој начин од Стојан Андов. Ќе видите, таму има еден многу интересен момент. А тој момент е кога некој генерал од СВОР, Унпредеп или не знам кој, му дошол кај Киро Глигоров, председателот, и му рекол: тие државници твои, политичари и општественици, стојат зад кршење на ембаргото кон Србија и кон Грција и шверц. Председателот го добил тоа, натаму што се случувало, вечерва нема да зборам. Еве ти го мотивот на домашни групации кои го користеле ембаргото кон Србија и кон Грција, го, како се вика, прекршувале и нивни деца, синови, керки, зетовци печалеле од тоа. Еве ти мотив. А имаме индиции, бар овие што се бавиме луѓето со ова, дека пробал почитуваниот Киро Глигоров нешто да направи да го стопира тоа, колку бил успешен времето покажа, ама како беше на српската, никад не е касно. Никој пат не е касно достоинствено да се отчитаме кон институцијата председател на Република Македонија, без разлика дали се согласуваме ние со тој председател, со неговото, ја добродушноста, миролюбивоста извади од Југославија без војна, му ја почитувам. Еквидистанцата не му ја почитувам. Приватно го почитувам, 3 години ми беше предавач на школата 82-85, Стив Наумов, Мите Богоевски, најбарам предавач ми беше. Да. Политички, со политиките негови можеби многу не се согласувам. Али, како председател на Република Македонија, па тој е првиот граѓанин, па за малку ќе го утепаа. Мора да знаеме кои домашни криминогени структури, поврзани или не со некои политички структури и со некои меѓународни групации, го направија, бидејќи е факт дека атентатот се случи, факт е дека Министерството за внатрешни ништо не направи, факт е дека разузнавачките служби не дадоа докази дека нешто се припремало, значи паднавме комплетно, и факт е дека таа влада требаше оставка да даде за тоа, не го направи тоа. Сега, завршувам со другата истрага. Овој месец ќе биде годишнина на погибето на Трајковски. Еден човек, Пунеславчо Десподов,
Тоа е и писател и новинар и културњак од Делчево. Го познавам лично. Ми пријде, ми побара материјали. Историјата му е исто така. Ми побара материјали, му дадов колку можев. Пишува книга Трагична неслека или перфиден атентат. Ми рече, ја се вклучам, му реков, ја не можам толку брзо, ја работам поспоро, ама му дадов материјали. Ми рече дека до годишнината ќе ја издаде книгата. Зошто го кажувам ова? Тоа е истражувачко документарна монографија која ќе даде и новинарско видување и експертски документи кои може се да бидат презентирани, да видиме што се случи со Трајковски. А ветувам, како беше тоа, од овој момент, па до година до годишнината, го свикуваме тимот од експерти 21, се поврзуваме со Кулич, со меѓународниот тим и продолжуваме таму каде што застанавме јануари 2015 година, кога Заев ги објави бомбите и ние одлучивме да прекинеме. Направивме само една јавна презентација во Александар Палас со странци, со експерти, со се, кој пренесе, најголемиот дел не пренесува, ама има филм документарен 24 вести, Сејад Ризвановиќ го има направено со материјал сервиран од нас, има филм документарен Ал Джезира, материјал сервиран од нас. Филмот што требаше Македонија да го направи, што го одобри Фондот за филмови, директорката Мими и управниот одбор предводен од Љубиша Георгиевски, Медо кога дојде, нека му е мир на душата, ни ги зеде парите, го даде на Ордановци, никад не направија нивни филм и тој филм не остана нереализиран. Се ќе направиме и тој филм да го снимиме и вака натацна да ги дадеме и експертските стручни мислења и мислењата малку пошироко од нив политиката, зошто и како ни загина председателот Борис Трајковски, гледаш вечера, не кажувам причини, бидејќи има директни и индиректни, специјални емисии ќе правиме за тоа. Фала ти на простора што ми го даде да направиме една компарација на двајца председатели што ни се случи. Двајца председатели. Инаку, а да се вратам, Ставре Джиков има 4 книги напишано за атентатот и тие книги многу се, јас по 3-4 пати ги имам читано, со посвета ми се дадени, ги имам читано, таму има материјали еденал за атентатот на Киро Глигоров. Конечно, мислам дека ќе помогне во расчистувањето и нешто што мора да се случи на овие 15, ставањето под тепих, како што кажав, направи нешто со алпинистичка опрема да го искачуваме, веќе да го исчистиме тоа тепихот, не само за председателите, туку зборуваме и за модуларната, зборуваме па и за Жан Митрев, за марихуаната, за онкологија, за дурмотур, за скочање во тек процесот, се надевам дека ќе заврши како што треба, нели многу работи се собраа, така што се надевам дека ќе се расчистуваат и благодарам. Јас сум сигурен дека ќе се расчистуваат. Јас себе ти благодарам. Се согласувам со тебе, ако е така да биде, нели така. Така, се надеваме. Да. Ете, ваму 5 тона марихуану, ваму 41 тон. Излегува на површина. Така. Некој криминално работел ван законите и уставот. И некој се надева дека никогаш нема да одговара за ништо, ама не е таа така работа. Така работите се менуваат. Ти благодарам уште еднаш. Задоволството беше моје. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте неживи и здрави и секако, имајќи предвид што се случува околу нас, чувајте се многу.